Уште еден гаф на државниот протокол. Пустата желба да се покажеме како добри соседи не стигна. Без да се почека да се потврди легитимитетот на функцијата, председателот Иванов го покани својот колега Пацоли во прва официјална посета. Пред 2 недели, приштинскиот председател Пацоли го пречекавме со највисоки државни и воени почести, како што е ред. Но ред беше и да почекаме да се потврди легитимитетот на функцијата, а не како сега да сме затечени од одлуката на Косовскиот уставен суд. Синоќа Косовскиот уставен суд одлучи Пацоли не е избран во уставна процедура, а во српските медиуми оддекна надалеку одлуката на Косовскиот уставен суд. Во Косово нова институционална криза е само еден од насловите со кои српските медиуми ја анализираат вчерашната одлука. Косово влезе во нова институционална криза затоа што Уставниот суд оцени дека во процедурата на избор се прекршени уставните начела, јавува приштинскиот дописник за Б92. Уставниот суд одлучи дека со изборот на Пацоли во Косовскиот законодавен дом е прекршен членот 86 од Уставот, која регулира процедурата на избор на председател. Приштинските аналитичари коментираат дека единствен излез од институционалната криза е избор на нов председател, но дека најверојатно Пацоли нема да биде еден од кандидатите. И додека српските и косовските медиуми коментираат за уставната одлука, македонскиот државен врв минатата недела го пречека Пацоли и веќе потпишавме протокол за соработка. Иако не бие глас за добри домаќини, сепак не ни оди со пријателите од Косово. Председателот Иванов на својата инаугурација не го повика поранешниот председател Сејдију, а тој подоцна не ни прифати да допатува во земјава, се додека протоколот ни е на нивото на кое што е.